Почитувани гледачи, повторно екипата на телевизија Орбис е во поликлиника Аџибадем Систина во Битола. Овој пат ќе ви го представиме спиналниот центар во Аџибадем Систина. За таа цел разговараме со професор доктор Јордан Савески, хирург и субспецијалист по травматологија. Професоре, драго ми е што во овој серијал од едукативни предавања кои што ги посветуваме на различни теми, ги снимаме токму овде во Аџибадем Систина во Битола, ќе имаме можност да разговараме со вас и за она што е ваша специјалност. На самиот почеток од нашиот разговор би ве замолила да ни објасните што значи овој спинален центар во Аџибадем Систина. Прво, задоволство ми е и со посебна ќев е битолски збор. Дојдов денеска да исполнам врската спрема болницата во која моментално работам. Меѓутоа и градот каде што пораснав и каде што ги добив првичните спознавања на природните науки за кои одлучив да студирам медицина, завршив гимназијата Јосиф Брз Тито во Битола. Мотото ми беше учам гимназија да студирам медицина за да станам хирург. Моментално ме најавивте како специјалист по општа хирургија. Понатаму таа се диференцираше, таа беше негде пред 46 години, толку моето работно искуство во општа хирургија, а покасно су специјалист по травматологија. И една од омилените теми и подрачја на работа во мојата хируршка практика беше спиналната хирургија. Да подсетам дека како најмлад специјализант, некогаш главната работа по околу спиналната хирургија беше да ги обработувам раните кои се последица на повредите. Денес истите тие повреди се оперираат и за 3-4 дена можат да одат на физикална терапија или да си одат дома. Значи, таков е подема на спиналната хирургија во Македонија. Првата операција се направи негде 74-та година, а од тогаш наваму спиналната хирургија граби со големи чекори и достигнува и освои големи врвови. Нормално, последните години ги поминувам во болницата Аџибадем Систина, каде што ги поседува сите услови да се работи врвна спинална хирургија. Мене таму ме придружува тим, мои колеги, меѓутоа и пропратни дејности со кои сите собрани на едно место ја овозможуваат работата да биде едноставно, чекањата да бидат скоро никакви и да процесот се заврши во еден момент на една маса во која ќе можете да сретнете и рентгенолози, така наречени неурорадиолози, со кои заедно можеме да исподелиме своите знања и да ги конфронтираме што е ова, а што е она, неурохирурзи, со кои вчера работевме заедничко, тие си имат свој дел, јас, меѓутоа заедничко правиме целата работа да биде целина. Понатаму имам физиотерапеути кои се неопходни по понатамошната работа на без разлика која патологија од спиналната хирургија. Понатаму прекрасни анестезиолози, високо специјализирани, кои можат да ценат и проценат дека овој пациент може да издржи и таква операција како што се спиналните хирурзи. Нормално коморбидитети имаат секој од нас, дека уклучувајќи и мене, некој зап може да имам расипан, а некој има и срце и бели дробови. Сето заедно болницата ја чини место и каче каде што пациентот од влегување на првиот кат и при земјата се завршува целата диагностика и хирургот може да одлучи овој пациент е за дома, нема потреба, или ова е за многу тешка операција и можеме да го примеме, хоспитализираме и понатаму да направиме распоред за негово дефинитивно излекување. Тоа опрема, секаква најмодерна, еве гледам на флаерите и 3D магнетна резонанца која е едина во, да кажем, во Републикава, овозможува да ги заборав неуролозите со кои цело време работиме и се работуваме, да ја направат целата работа може да се заврши во една кратка
постапка, избегнувајќи ги долгите чекања и долгите термини, за да дојдат до онаму каде што има пациентите мака. Што се однесува од палетата на дејности во спиналната хирургија, ја завршуваме целата спинална хирургија. Да почне, која опфаќа деформитети кај најмладите. Мојот најмлад пациент од спинална хирургија ми е 2 години, 2,5 години, па до најстарите, најстариот е 99 години. Значи, деформитетите се тие така наречени сколиози, каде што кичмата се криви во еден правец, кифози во други правец. Значи, корекција на кај и најмладите, адолесцентни. Покасно со текот на времето веќе доаѓаат дегенеративните промени. Дегенерација е нешто кој било нормално, почнува да се криви, искривува. Значи, деформитети кај исто така кај возрастните. И со текот на времето и начинот на живењето и исхраната доаѓаат и до остеопорози, која денес е многу модерна работа, и кај жени, и кај мажи, кај жените се јавува после последната менструација, после менопауза, и со текот на времето, постепено, бараат заштита со други медикаменти, но најжалост, кога сето тоа не помага, доаѓа и до оперативни захвати. Исто така, спиналната хирургија опфаќа поред дегенеративните и хирургија во најстаријата возраст, опфаќа и инфекциите. Ова подречје од секогаш имал проблем со туберкулоза, имаме доста и туберкулоза. Подема на туберкулоза е сегде во светот, уклучувајќи и Америка, во мала, односно во Малезија и во азиските места, повеќе, нажалост, и Македонија има подем во тој дел. Понатаму, другата инфекција, како што се гнојавите инфекции, бактериските, пиогените, воспаление на рбетниот стол, понатаму туморите, без разлика каде е лоциран и колку е голем, дали е бенигнен или малигнен, значи и туморите ги работиме, и останали нешто што не работиме. Така да, сето тој процес прави целина и ние собрани на едно купче, диагностичари, хирурзи, анестезиолози, невролози, физикална терапија, го нарекуваме спинални центар. Докторе, порано во минатото да се беше многу тешко, диагнозата можеби ќе беше воспоставена, меѓутоа што се однесува за хируршки зафати на рбетот. Многу ретко се правеа и тогаш кога се правеа со голем ризик. Така е. Дали сега ризик секогаш постои, меѓутоа што е она што во вашиот центар им овозможува доверба на пациентите за сепак дека поставувањето на правилна диагноза ќе може да доведе до соодветен третман и лекување. Секако вчера во амбуланта бев во Аџибадем Систина во Скопје, не сум во Битола. Вчера седев и разговарав 45 минути со луѓе кои живееле во Германија, во Улм. Улм е еден центар спинални познат во светот. Дојдоа на некој начин, можеби со мала недоверба. Жената имаше остеопоротична скршеница на рбетниот стол, каде што прошленското тело од толкова висина беше колабирано, колапс, се смалило, и има и болки, не знаејќи од што. До душа паднала, меѓутоа тие се јавува понекогаш испиејќи и седнувајќи пожестоко во столица, во фотелја и во кревет. Нормално направивме за кратко време диагностика, кажаме дека имате вие свежа остеопоротична фрактура и треба да се циментира вашиот пршлен. Тој велеше се бетонира. Добро, вика, па ако го споредиме со градежништвото, може би ви личи на петенали е специјален цемент кој се бризгува во пршленското тело преку кожа, без да се отвара рбетниот стоп, и доаѓаме до пршленското тело кое е намалено, кога тоа се наполни, е подсврсто и покасно може да дојде да се скрши некој пршлен над него и под него, ради остеопорозата, али никако не тоа. А болките се изгубиваат више наредниот ден и можат постепено да одат. Сега, во однос што ја прави
болницава систина за да можеме сето да работиме, концентрацијата на опрема, понатаму концентрацијата на кадар во сите сегменти, диагностички, оперативни, со анестезиолозите, лекуваме тоа заедно го правиме во операција, и на крај кога ќе побара пациентот и физикална терапија која е крајната, финалната фаза, да се рехабилитира оние делови, пазите, кај ребетниот столб, било која патологија од ребетниот столб, во еден добар процент пратено со невролошки испади, со парализи, со одземеност, на 4 екстремитети, квадриплегија викаме ние, со долни, горни, една страна, друга страна, значи невролошки дефицит викаме, невролошки влошување, невролошки пореметување кај пациентите и на сето тоа не прави како болница на едно место, за да може да се постави за кратко време, без многу чекање, диагностика и веднаш закажување за интервенција. Нормално кога се работи за фрактури, тие се супер ургентни, тоа го правиме некојаш на полноќ, некојаш може да те викнат и од свадба и се впуштиш во операција на сома. Секако овие другите што ја остае поротични, тие се похронични, може да се чека и сочека, така да спремни сме и ноќе и дење 24 сати да се диагностицира и оперира севкупна патологија од спиналната хирургија. Секако дека секој пациент, уклучувајќи и овој вчера кој дојде, дека како може тоа да се прави, важи се уште она лого дека почнеш ли нешто да оперираш со хирургија, рачунај дека ќе останеш во околица. Заправо, пациентот кој го гледав сега пред вие да дојдете, се вративте да со него имав убав муабет, кој имаше еден огромен тумор и беше комплетно парализиран. Го опериравме. На тоа се додаде и нашата нуклеарна медицина и онкологија, која исто така е сместена во болницата Аџи-Бадем Систина. Пациентот денес ме посети на нозе и со приказна дека некоја од физикална терапија рекле како дозволивте да ве чепкаат. Тоа се нивни зборови, не наши. Ние го тоа викаме да ве оперират, затоа што чепкање, односно оперирање на кичме е врзано со колечка. Се уште постои тоа. Ви тоа запамтете. Затоа ве прашам, затоа што со голема недоумица пациентите кога станува збор за пршлени, нерви, сето тоа. Значи, спиналната хирургија во Македонија има своја историја. Прв пат се оперираше така како што се оперира сега, 74-та година. Ја бев млад специализант кој висеше над еден поканет хирург од Лион. Дојде да оперира рбетен столб и првата операција во бивша Југославија ја почнавме на медицинскиот факултет клиника за травматологија. И тогаш, 74-та година, видовме постепено, страмежливо, плашливо, почнавме, кој вели дека веднаш влегол со таква добро, дека нема проблеми и компликации, тој лажи. Меѓутоа, денес спиналната хирургија сегде во светот и нашава, која ја почнаме први во бившата Југославија, овој модерниот дел, е донесено до една рутинска постапка, нормално, ако се знае и познава сите проблеми, за да даде еден крајен резултат, како овој пациент денес што го видов во Битола. Беше парализиран, разочаран, млад, денеска дојде на нозе, се поздравивме и задоволен. Докторе, знаеме дека секој пациент си е самиот за себе уникатен. Секој си има различен проблем. Од што зависи успешноста на вашите интервенции? Нормално зависи од проблемот што го имат, меѓутоа еве сето она што располагате вие за да ја и онај сомнеш, мал сомнеш што постои кај пациентите и тој да го избришеме дека не треба да постои страв, нема потреба од страв, туку напротив кога веќе се има некој проблем да се побара помош. Значи, прво, јас сум работел во разли услови спинална хирургија. Па во Битола овде со Митко Стојанов ја почнаме спиналната хирургија кај вас.
Во Битола се работеше фрактури од почетокот, понатаму се работеше дискусии, нели? Каде што таа спинална хирургија имаше убав замав. Што јас имам кај што немам на друго место? Ја морам да признам дека мојата кариера не е направила во Систина, него кариерата е почнала на медицинскиот факултет, пошто тогаш тие години беше табу тема да разговара за приватизација, за додатна дејност. Меѓутоа светот го пратиме во све, го пратиме и во тоа. Нема држава сеќа што нема приватна болница. Значи, меѓутоа во што е се разликата, јас си компарирам. Например, кога дојдов да направиме првата операција во Битола, Митко ми каже дека има проблем тогаш. Човек кој е парализиран и таа операција ја направивме на 1 мај. Ми каже што инструменти треба, имам, и јас дојдов, меѓутоа тој дел беше со недостаток на инструментите, ама ја носев со себе. Значи, ја почнаме ентузијастички, го завршиме пациентот и кај него дојде до комплетно оправување. Зборувам за случај во Битола. Што се однесува до медицинскиот факултет, таму има све. Меѓутоа, медицинскиот факултет е павилионски конструиран. Еден имаме зграда рентген, на друга зграда имаме онкологија, на трета зграда имаме нуклеарна медицина, онкологија. Убавината во оваа болница е во тоа што е све концентрирано на едно место. Например, кога дојде пациент, зборувам за најхитните случаи кои се врзани со невролошки испад. Таков имав еден кој сега го работи за викендов. Нормално, од свадба се врати. За да дојдеш да направиш сликање, минува во различни... Зато денес болниците се прави на етажен систем. Да нова испрате ове, нова испрате ове, меѓутоа сите се врзани топло. И прави целина. Ако ти еден таков пациент го труцкаш по калдрама или ваму таму, ако нема пилто, веќе се губи време и се губи задоволство од таа работа. Овде во оваа болница, секако е помала од другите, меѓутоа наедно има место све што ми треба. Да ви насликам еден пациент кој скршил врат, со невролошки испад. Дојде во ургентен центар. Ми треба рентгенска слика за информација. Има скршеница. Ми треба компјутер. Тука е. Овде влегува во канал некоја парче, ми треба магнетна резонанца, во другата врата. Ама ми треба да видиме дали има и крварење таму, ми треба ехо. Ми треба ова, ми треба она. Значи, сето тоа е врзано во тој дел. И воопшто на приземја, кај што пациентот влегува, јас имам диагноза. За некој ќе треба да ме се консултираме. Сепак тој има специјалност неврорадиолога да чита магнетна резонанца. Ја имам специјалност за да оперирам. Меѓутоа, и јас, и тој треба да знае што понатамо. Значи, јас седнувам со него, па ако случајно нешто ми треба до консултација, го делиме се до тоа. Таму не можеш да ги чуваш во поголемите болници све на исто место, затоа што се павилионски решени. И на тој начин, веќе на приземја, кај што влегува, кај што ургентниот центар, јас имам диагноза и јасни индикации да оперирам или не. Нормално, ако кажеш треба да се оперира, веќе подпишувам записка на пациентот. Пациентот има опасност по живот во соба за интензивно лекување. Пациентот е стабилен, нема проблем на оделение. Веднаш го уклучуваме анестезиолог да процени дали пациентот може со свој респираторен дишен капацитет, респирација, може да издржи операција или не. Ама пациентот имал шекерна болест, имам интернист, али на пациентот му треба кардиолог да процени колку е неговата срчен капацитет за да може да издржи. И ја го викам, кога се тој филтер помине, се влегува операционална со многу мал и се чувствува хирургот сигурен за него дува добар и топол ветер, дека некој го поддржува од позади да се впушта и во некој ризик кој може би негде и не би се впуштал, затоа што на крај се заврши операцијата, пациентот има проблем со дишење или така, поготово овие пациенти каде што целиот нервен систем е исклучен со раце и со нозе и со гранде кош, треба вештачко дишење, има машина. Треба бдење цела ноќ и цел ден, има екипа. Има сестра една задолжена, има доктор цело време за него. И на крај дошел на оделение по минута, му треба физикална терапија, слегува физикална терапија. Сето тоа го прави процесот убав, лесен
пациентите да бидат задоволни, да не чекат многу и да не се нервира, така да на некој начин тоа све Комплетна услуга. лизга со комплетна услуга. На што говорат вашите искуства, докторе? На што најмногу се жалат пациентите? Кои интервенции најчесто ги извршувате? Па добро, јас како општи хирург, така беше хирургијата тогаш. Ако се сеќавате во Битола тие години или Илјако, не знам вие дали го памтите, ја го памтам, беше прекрасен хирург, еден добар хирург. Сите бевме општи хирурзи, бевме задолжени да оперираме и стомак, и глава и така. Меѓутоа, од кога почнеме да се диференцираме во поедини поле, ги достигнаме врвовите во светот. Не може, мене, например, јас сум од тие постарите хирурзи, каде што, кој ќе одам на конгреси во светот, на светски конгрес, и моите предавања се тука за карлица, вамо за ацетабулум, овде за политравма, вамо за кичма. Нормално човек ќе се праша, да не исклучам целата општа травматологија од горе до долу. Нели? Еве денеска дојде со протеза на рамо, со скршеница на ова, скршеница на она. Значи, кога човек ќе стави под лупа еден проблем и доаѓа до совршенство, за да може сето тоа да го работи. Меѓутоа, кога ќе се искалиш во пеколот, во оганот, те прави поотпорен да можеш да работиш и повеќе полиња во исто време. Како и да имате доволно искуство, што од друга страна тоа му долива една сигурност кај пациентите дека се во сигурни раце. Да. Па секако искуството е затоа што све можеш да прочиташ. Меѓутоа нема книга која ќе речеш ја прочитав ова и е за искуство од 2 години. Или ова другата има 15 години. Таква книга нема напишана. Искуството се стекнува со макотрпна работа, да се разбериме, нема секогаш колачи во таа хирургија, некогаш има и кнедли, така да треба да е спремен за све, затоа што хирург кој нема никаква компликација, заборавате го него, тој лаже. Ја неќам да лажам. Докторе, денеска сте овде во Битола да им ја доближите вашата работа и на пациентите што се од овој регион, да не мора да патуваат во Скопје. Што е она што вие овде во оваа клиника ќе можете да работите? Па сега вака, ова е поликлиника, да кажем, амбулански услуги. Например, пациенката која работи в минатата недела, си закажала денес конци да задам тука. Значи, ставив протеза на таа пациенка, да не беше гледана тука протези во на рама овде, не се работа, дојде таму има протеза, ја направиме. И се таа пациенка ќе требаше да дојде до Аџибадем Систина и да извадам конци. Не? Пошто знаете како, пациент кој ќе оперира, пациентите после се врзуваат, поготоа кој е задоволен. А ако не е задоволен, бега. Колку пациент ќе донесе друг? Да, тој ќе каже, има своја приказна. Де факто тоа е геометриска прогресија. Например, еве сега пациентите кои таму доаѓаат, 90% доаѓаат на име и на презиме. Например, ние добиваме многу пациенти и од Косово, затоа што резултатите не прават да не изберат. Така да, на тој начин, другиот пациент ви каже, беше со тумор. До сега гледаме на 6-7 пациенти, кои сите некои прв пат доаѓаат за да видат, веројатно слушнале, а другиот сум ги работел таму, слушнале дека денес сум присутен и дојде од Сабајле, така да пред малце кога дојдевте, се вративте затоа што прегледував. Добриот глас се слуша надалеку. Па и така. Лошиот уште подалеку. Меѓутоа, за сега вие оставате еве добриот глас да се движи надалеку. Докторе, знам дека ова е широка област и дека има уште многу да се разговара. Меѓутоа се надевам дека во идниот период ќе имаме повторно прилика и да говориме за некоја конкретна состојба или болест, за некоја конкретна интервенција. Ми останува само да ви се заблагодарам за вашиот разговор овде и се надевам дека еве ќе ги поттикнеме нашите граѓани од регионот да побарат услуга од кај вас, барем ако не нешто друго консултативно, а понатаму сето она што е потребно да им го да им дадете се она што им е потребно, што ќе побарат, што можете се разбере. Не би сакал да се раздадам со витолчене од ова интервју дека ја работам само спинална хирургија. Моите омилени подречја се повреди на карлица, ацетабулум, овој дел го викаме, политравма, повеќе системи. И таа хирургија развиваме во центарот во Битола. Првата карлица работевме на полноќ со Митко Стојанов и екипата.
Така да травматологија е широко поле. Ја имам 46 години хируршко искуство и се уште работам до кога не знам. Докторе, ви благодарам. Би беше задоволство. Почитувани гледачи, се надевам дека и овој пат го задржавме вашето внимание, представувајќи ви го спиналниот центар во кој што работи во состав на клиниката Аџибадем Систина. Ви благодарам за вниманието, останете и понатаму со нашата програма.